Добре, криптоентузијасти, денеска нормално продолжуваме со Altcoin недела, веќе е направено видеото за Ocean Protocol, кое што ќе го добиете денеска во 5 часот попладне, но дополнително сакам да споделам едно кратко видео со вас за една од најбитните работи кои што се случија во текот на овој ден, а нормално тоа е започнувањето со тргување на спот Bitcoin ETF и спот Ethereum ETF на хонконгската берза. Значи имаме неколку интересни работи кои што треба да ги да ги објасниме на некој начин. Многу од луѓето се прашуваат што понатаму. Значи краткорочно никој не може да знае, тоа многу пати сме го разговарали, исто како што не знаевме што точно ќе се случи краткорочно кога првпат беше одобрен спот Bitcoin ETF во Мурика. Зошто овој пат е истата ситуација? Затоа што не заборавајте дека на крајот од денот вие не знаете како се расположени инвеститорите во Хонконг. Прво и најбитно е негативниот дел каде што банот на криптовалутите во Кина за жал нема да дозволи на кинеските граѓани од Mainland China, значи зборуваме не хонконгшки резиденти, да можат директно да купуваат Bitcoin Spot ETF и Ethereum Spot ETF. Тоа е една негативна вест која што мораме да ја спомнеме, но во исто време долгорочно, без разлика дали постои или не постои овој бан, луѓето ќе најдат начин како да го купат ова што го има на пазар. Сега зошто е ова сето битно? Значи, велиме долгорочно, ова е секогаш позитивно. Колку повеќе места продаваат одредено добро кое што само го има 21 милион во светот, толку подобро е за тоа, значи за цената на тоа добро. Така, зошто го велиме тоа? Значи, колку повеќе спот ETF се појавуваат, без разлика дали е тоа за Bitcoin, Ethereum или било кој друг коин, толку повеќе места се отвараат за институциите да инвестираат во крипто. Без разлика дали е тоа во Америка, дали е во Кина, дали е во било која друга држава, битниот дел кој што треба да го разбереме е колку поголеми се овие држави, колку покапитални се овие држави, толку подобро е за нас. Затоа што се повеќе и повеќе отварате места од кои што институциите легално можат да купат и држат Биткоин и Етериум во оваа ситуација. Така. Со тоа што и понатаму ограниченоста на Биткоин на 21 милион и Етериум кој што моментално е со негативна, односно дефлација, ви кажува дека ваквата ограничена количина на ово добро кое што се продава на пазарот може да доведе само до повисока цена. Затоа што вие се повеќе и повеќе места отварате каде што институции, ритейл сектор кој да е, може да земе од ова добро од пазарот и да го држи во своји раце. Колку повеќе ова добро се исцрпува од пазарот, толку помалку го има. Колку помалку го има, а има побарување за истото, толку повеќе неговата цена расте. Што значи, колку повеќе Bitcoin Spot ETF се појават низ целиот свет во различни држави, толку подобро за нас. Затоа што се повеќе и повеќе институции ќе можат легално да купат и држат дел од ова добро. И сега, ако земеме сето ова да го ставиме во еден оквир за каде сето ова се движи, значи прво мораме да забележиме дека по примерот на Мурика и Хонконг, моментално и Сингапур, и Јапонија, и Јужна Кореја спремаат исто така легализирање на Bitcoin Spot ETF во најмала рака, а очигледно потенцијално и Ethereum Spot ETF. И да не забораваме дека денеска, на овој ден официјално, дојде вест исто и од Австралија, која што до крајот на оваа година се очекува исто така да одобри Bitcoin Spot ETF. Да, можеби инфлоус на пари во биткоин нема да бидат толку големи како во Мурика, што е очекувано. Америка и понатаму останува најголемиот финансиски центар. Да, пречка е фактот дека моментално Mainland China, луѓето кои што се во Кина, зборуваме сега, нели, Шангајска и Пекингска Кина, зборуваме, не зборуваме Хонконг како, нели, засебен систем, значи нема да можат директно да купуваат од овие ETFs, но верувам дека уште на почетокот тоа кажувавме, кога уште на самиот почеток, уште пред една година зборувавме за Ethereum и Bitcoin Spot ETF во Хонконг, не заборавајте дека ова, според мене, представува стандарден сендбокс. Значи, ќе направиме ова да биде легално во Хонконг, ќе видиме како тоа функционира, па ако ни се допадне, тоа ќе го дозволиме и во остатокот од државата. Значи, барем според мене така тоа изгледа, останува да видиме. Сега, да, жално е тоа дека едноставно на толку голем капитал кој што се наоѓа во Mainland China нема да биде дозволено, но тоа не го менува фактот дека и Хонконг е еден од најголемите финансиски центри. И овие 4 големи компании на кои што им е одобрено да имаат и Spot Bitcoin ETF и Ethereum Spot ETF, значи веќе имаат и инфраструктура и клиенти кои што чекаат да купат од ова добро. Така, значи крајната цел, на крајот од сето ова што го гледаме е што повеќе места да овозможат пристап до биткоин на институциите. Така да, колку повеќе тоа се случува, толку подобро за нас
толку повеќе можеме да очекуваме дека ќе дојде до намалување на залихата на биткоин на пазарот, така. И сето ова, како што многу пати досега сме напоменале, знаете каде се движи. Колку помала е заликата на биткоин на пазарот, толку повеќе е ретка. Колку е поретка, очигледно нејзината цена ќе почне да расте, поради надпреварот помеѓу луѓето кои што се обидуваат да го купат ова добро што е се поретко на пазарот, така. Да не забораваме еден многу битен фактор, дека ова е првиот Ethereum Spot ETF кој што е дозволен во една држава, а тоа нормално во Хонг Конг, и дополнително, уште една позитивна работа која што многу малку луѓе ја спомнуваат е дека овој Spot ETF и на Ethereum и на Bitcoin е in kind, односно, за разлика од оние кои што ги имаме во Америка, вие не можете да го повлечете вашиот Bitcoin или Ethereum од овој Spot ETF и да го поседувате сами. Односно, они го држат во старателство во ваше име и кога сакате да го ликвидирате, вие морате да го продадете и против вредноста да ја добиете во кеш. Значи тоа е на некој начин ограничување кое што се го става со цел вие на крајот од денот да не можете да дојдете и да ги поседувате овие криптовалути директно сами. Така, значи да нема self custody на институциите. Додека за разлика од тоа во Хонг Конг е дозволено да имате директно self custody доколку одлучите да ги повлечете вашите Ethereum или Bitcoin од овие 4 компании кои што ќе имаат твој Spot ETF. Така, значи тоа е крајно битно, затоа што овдека во Хонг Конг веќе на институциите им е дозволено и сами да го повлечат ова крипто добро, значи дека легално може да го држат во свое име. Се разбираме? Значи тоа е позитивно затоа што ви дава повеќе опции за тоа како да настапите на пазарот. За разлика од тоа, овдека институциите во Америка се принудени да го држат својот Ethereum или Bitcoin во рацете на старателите. Значи тоа е, нели, Coinbase за поголемиот дел од сите овие ETFs кои што ги имаме во Америка, што на некој начин ги ограничува. Значи, директно вие нема да може да го поседувате вашиот биткоин, што е жално. Тоа е идејата на биткоин, да можете сами да го поседувате истиот. И дополнително да не забораваме дека многу луѓето забораваат на фактот дека Ethereum со свој Spot ETF во Кина може да биде и доста позитивна работа. Значи, не знам дали вие знаете, но Виталик е буквално сметан за бог во Кина. Значи, затоа во оваа ситуација со толку голем углед и на некој начин просперитет на овој проект, може да се случи потенцијално и Ethereum Spot ETF да биде крајно позитивно нели изненадување во оваа ситуација, односно да имаме многу голем инфлоу во Ethereum Spot ETF, но останува да видиме, нели. Времето ќе ни покаже, уште еднаш ќе напоменам, јас краткорочно ништо не очекувам од ова, значи не е дека јас сега очекувам денеска да имаме 30% плюс на цената на биткоин, значи не може никој да го очекува тоа, за жал затоа што уште еднаш ќе напоменам, ова се ствари кои се случуваат прв пат во светот. Да сте имале вие во 30 земји до сега Bitcoin Spot ETF, тогаш од прилика знаете што да очекувате кога 31-та ќе дојде. Така, но ова се на некој начин до сега 5 земји, од кои првите 4 беа незначителни. Значи, кој има? Канада и Германија. Незначителни. Значи, тој капитал не е доволно голем за да направи големи промени на пазарот, големи бранови. Додека за разлика од тоа, американскиот и кинескиот капитал е. Затоа, краткорочно не можеме да знаеме што ќе се случи, но долгорочно, јас пак ќе кажам, мислам дека ова е крајно позитивно, посебно со оглед на фактот дека гледаме се повеќе и повеќе азиски земји, вклучувајќи и Австралија како континент во оваа ситуација, го следат примерот, што значи дека интерес се повеќе и повеќе има. Ниту еден од овие регулатори нема да има интерес да одобри Bitcoin Spot ETF ако нема компании кои што сакаат да го добијат и ако нема компании кои што сакаат да купат преку овој Bitcoin или Ethereum Spot ETF. Така да ова е многу позитивно. На долг рок јас очекувам дека ова ќе биде буквално game changer. Затоа што уште еднаш ќе напоменам. Во последните 3 bull маркети ние бевме едноставно лимитирани на ритейл секторот. Институциите не ни помислуваа со исклучок на неколку компании како што беше MicroStrategy на пример или ARK Invest, кои што беа на некој начин единствените во тој момент кои што си дозволија да ризикуваат да инвестираат во оваа криптосфера. Сега гледаме еден целосен пресврт каде што овие Spot ETFs, значи Exchange Traded Funds, кои што се буквално фондови кои што се нели разменуваат на менувачниците, сега зборуваме на берзите во овие земји, е буквално портата кон глобална адаптација, затоа што прво, како и секогаш, големите играчи влегуваат во одредено добро, па потоа доаѓа до мејнстрим, да речеме, адаптација, кога истите тие големи играчи ќе почнат да прават пушинг, се разбираме? Значи тоа е како BlackRock, еве, земете прост пример. Значи BlackRock влезе во биткоин,
одлучи дека ќе го понуди на своите клиенти и потоа имате една цела армија на BlackRock брокери, финансиски аналитичари, нели, така натаму, кои што буквално тоа им е работа. Значи работа им е да го донесат ова капитално добро до секојдневниот човек. Така и во оваа ситуација, значи во секоја од овие држави е истиот принцип на економија, се разбираме, истиот начин на функционирање. Така да колку повеќе Bitcoin спот ETF во колку повеќе земји, толку подобро за нас, затоа што цената дефинитивно на долг рок ќе направи реакција. Така да уште ќе напоменам, значи овој bull market, јас ако мене ме прашувате, се уште не е ни почнат. Значи ова што го гледаме моментално е стандардна пауза, јас ви кажав, после халвингот не очекувате дека ние ќе отидеме веднаш до нов all time high, што моментално го гледаме. Значи многу пати сме го зборувале ова, ќе го повторам уште еднаш, гледаме дека и понатаму цената е во стагнација, дури и гледаме опаѓање на Bitcoin spot ETFs во Америка. Значи за прв пат видовме и голем bleed out од Fidelity, нели Bitcoin spot ETF, гледаме застој во BlackRock spot ETF, но тоа е само привремено, ако мене ме прашувате. Порано или подоцна, значи, како што кажав, секој халвинг до сега бил различен. Најчесто прилика максимум до сега сме добиле негде околу 2 месеци корекција, каде што цената на биткоин или стагнирала или се симнувала постепено надолу, пред конечно да направиме едноставно голем скок. Уште еднаш сите знаеме зошто, затоа што значи досегашните 900 коини кои што ги добивавме на дневно ниво од сите мајнери се намалија на 450, со тоа и се намали за половина инфлацијата на биткоин, а нормално се намали и количината на биткоин која што доаѓа на пазарот. Колку помала количина, а имаме големо побарување на биткоин, нормално е дека ќе реагира на цената позитивно. Така да останува да видиме, уште ќе напоменам, јас значи не сум продал ништо, останувам и понатаму во овој пазар, не гледам причина зашто би продал баш сега, значи кога очекуваме дека bull маркетот само што не започнал со она темпо на бабл кое што сите го очекуваме, така да повторно, јас не можам да ви кажам што да правите, ова не е финансиски совет, само ви кажувам што јас правам на пазарот и зошто. Продолжите и понатаму, оваа недела ќе работиме на алткоини, како што веќе разговаравме со вас, значи нели, знаете како се тоа функционира, погледнете ги видеата за да ви биде подетално објаснето, а во меѓувреме кога има некој ваков тип на битни економски или криптовести, со сигурност ќе направиме ваков шорт каде што ќе објасниме што моментално се случува и зошто е тоа битно. Ви благодарам за се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.